Меѓу многуте табли на поранешната зграда на комерцијална банка е и онаа на Советот на јавни обвинители. На петиот кат во објектот, чиј лифт патем не работи подолго време, е салата во која се одржуваат седниците. Денешната седница во таа сала требаше да биде една од поинтересните. Прво затоа што на дневен ред имаше повеќе важни одлуки. Второ, затоа што оваа седница беше прва по невообичаено критичната оценка на амбасадорката на САД за изборот на Ислама Бази за шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Може би најважната одлука денеска требаше да биде онаа за избор на шеф на Вишото јавно обвинителство Скопје. За местото беа пријавени обвинителката Фатиме Фетаи, постојниот шеф Мустафа Хајрулахи и обвинителот Бурим Рустеми. Но минатата недела, Советот за јавни обвинители, ако требаше, не избра шеф бидејќи дел од членовите не ги прочитале биографиите на кандидатите. Веднаш по одлуката за одложување на изборот, обвинителката Фатиме Фетаи се повлече без образложение. Но Советот и денеска не избра шефови, туку само вршители на должност за вишите јавни обвинителства во Скопје и Гостивар, како и за основните во Гостивар, Битола, Велес, Кавадарци и Куманово. Причината? Државниот обвинител Љубомир Јовески бил задржан во болница, па немаше кворум. Дали сконтактиравте со Фетаи, незината повлекување ги изненади сите? Исконтактирав јас во петокот со неа, се јави вечер, така речем, после пладни, рече дека се наоѓа во странство и дека користи годишен одмор. Во петокот и денес, утре е денот на албанската азбука, колку што се сеќавам, и таа ќе дојдела во среда во државата, барем така е разбрав. Не ми наведе причини. Тоа сакав да прашам дали не ми наведе. Ја прашав, рече, тоа е моја одлука и не можам сега да навлегувам во тоа, бидејќи сепак е надвор од моето постапување и надлежност. Не можам да ги прашувам луѓето зошто, како. Таа би, ако имала некакви притисоци, знам дека ќе ме прашувате за тоа, би требало таа не ја да ја прашате. И кои се причините за повлекувањето, сепак ќе ви биде од среда достапна. Дали сепак ќе се посветите на оваа тема подлагу во Совет, бидејќи сте сепак некој такво тело регулаторно? Ти извинувам само да ви објаснам зошто, затоа што секогаш може да има некои позадински причини поради кои се случува тоа, нефер игри пред изборите. Сепак дали треба тоа да се расчисти до крај? Јас со обвинителката, ако веќе зборуваме, очекувам дека ако сака да ми кажи или ако се вршат притисоци, затоа и реков ние сме како Совет тука да ве заштитиме ако имате некои притисоци. Меѓутоа рече ова е моја лична одлука, а дали и како ќе биде понатаму не можам да кажам, доколку имаме било какви забелешки од незина страна, односно да има некакви проблеми, се надевам дека ќе ни кажи, за да можеме ова да го објавиме како Совет да ја заштитиме. Втората важна одлука беше распишување конкурс за избор на јавни обвинители во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Но ни таа одлука не помина. За потсетување, една недела пред изборот на Ислама Бази немаше бадентер за избор на нови обвинители за гонење на организиран криминал. А бадентер во моментов прават членовите Коле Штериев, Иџет Мемети и Арбер Исаку. Сега, за повторениот оглас, токму членот Коле Штериев рече дека во тоа обвинителство има малку непријатна состојба, бидејќи откако пропадна минатиот оглас, две од обвинителките што не беа избрани, Маја Конеска и Милица Гаврилова, се упатени на работа токму од државниот јавен обвинител. За неговиот предлог, прво да се види состојбата, па потоа да се одлучи што да се прави. Позитивно се изјасни членот Иџет Мемети. Не е проблем дека се упатени две обвинителки. Може би е замерка зошто Советот не е информиран за тоа. Втора работа е што ние сега не можеме да имаме точна информација зошто се упатени. Дали е проблемот недостаток на кадар во ОЈО-ГОК или е нешто друго. Ние денеска не сме во состојба тоа да го расчистиме. Друга работа е што ние имавме веќе оглас за 4 места. Не избравме ниту еден обвинител од причина што таму има 10 обвинители и јас мислам дека се доволно на број. Оваа точка може да се одложи и да се разговара за ова во присуство на обвинителот и на шефот на ОЈО-ГОК, за да добиеме повеќе информации за тоа што ќе го предложиме и ќе го гласаме. Дали е став на Советот дека во организиран има доволно број на обвинители, бидејќи сега на седницава членот Иџет Мемети рече дека, барем така го разбравме, дека има доволен број на обвинители во организиран 10. Став на Советот беше според резултатите онака како што ги видовме во нивните извештаи, дека со 10 обвинители би можеле да функционират како треба, меѓутоа
Прашањето е да се преиспита, бидејќи сега има нов шеф, тој така и барем го спомна, да види состојбата и да види колку обвинители би требало да се пополнат во тоа обвинителство. Дали ќе бидат со 4, 5 или помалку, тоа е сепак работа на оној кој ќе треба да менаџира. Ние, ценејќи ги извештаите, утврдивме дека прво полицискиот оддел работи многу малку. Нема многу предмети, околу 90 на годишно, тројца обвинители се. 30 добиваат предмети само обвинител месечно, а овие ги имат годишно. Ќе чекате Абази да ви каже дали... Не, ќе видиме сега Абази може да каже и делумно за него, сепак ќе му треба време и тој да се вклопи таму. Господине Јовевски, препорака на Европската комисија во извештајот беше дека прво се заклучи дека има одреден напредок во работата на обвинителството за борба против организиран криминал, но од друга страна јасно се повикува на зајакнување на нивните капацитети, а не напротив на ограничување на бројот на обвинители. Во тој контекст, дали вие сте цврсто убедени дека треба да се намалуваат капацитетите? Не реков дека треба да се намалуваат, треба еднаш да се види со овие 10 обвинители и уште тројца упатени, веќе 13 таму работат. Затоа треба да видиме до кај се со предметите, затоа реков треба да ги видиме извештаите. Бидејќи ние видовме дека од СЈО си ги застапуваат предметите истите обвинители кои се сега во други обвинителства па продолжија. Бурим Ростеми го гледам и сега се уште ги застапува предметите кои тој ги застапувал и ако е во вишото обвинителство. Иако не беше точка на дневниот ред, едно од клучните прашања до председателот на Советот Јолевски беше како ја коментира изјавата на амбасадорката на САД, Анџела Агелер, за изборот на Ислам Абази. Јас не можам да коментирам ставови, пак ќе ви речем на други институции, односно на амбасадата или уште помалку на дипломатскиот дел. Вие практично сте влада на обвинителството, ајде така. Ние можеме да коментираме за наши одлуки. Сметам дека ние бевме во рамките на она што се спроведуваше и онолку колку законот ни даваше можност, транспарентни во тој дел го остваривме нашиот дел од работата, а сега колку ние согласувате со мислењето на амбасадата? Не реков јас, не реков дека не коментирам, немојте различно се. Јас не коментирам, јас велам, не. Малку ова како на квиз, да, не оставете тоа. Јас кажувам, не ги коментирам изјавите на дипломатските представништва, тоа се нивни изјави, сметам дека тие треба да се упатени кон политиката, а не кон судството. Како што беше прашан првиот човек на Советот на јавни обвинители, за ставот на американската амбасадорка беа прашани и политичарите. Владеачката дуи повика на ветинки тоа не само во правосудството, индиректно отфрлајќи одговорност за изборот на обвинителот, фотографиран со нивни високи функционери. Премиерот Ковачевски пак отфрли мешање на владата и топката ја врати во дворот на обвинителите. Во однос на изјавата на американската амбасада, јас се согласувам со нивната изјава, морам да бидам искрен. И можам и тука да ви кажам слободно дека како претседател на владата и како влада, зборувам министрите, ние немавме никаков удел во изборот на шеф на обвинителството за организиран криминал, со оглед на тоа дека се работеше за непосреден избор помеѓу самите обвинители во фелата. Како бил направен изборот? Тоа може да ви го кажат најдобро обвинителите. Сметам дека пред нив има огромна работа и треба да покажат дека можат граѓаните и институциите да веруваат во тој систем. До сега нема политичар или обвинител што се спротивставува на изјавата на амбасадорката Агелер. Ама па ниту нема таков што се препознава во неа, лично. И посочениот обвинителот Ислам Абази реши да не ја коментира изјавата на американската амбасадорка. Затоа пак, прва активност на новата позиција за која реши да информира јавноста е средба со амбасадорот на Албанија Фатос Река.